Не постои пат кон мир. Мирот е патот. Махатма Ганди. Добре дојавте на Беседа, македонската емисија за високи и возвишени теми. Јас сум процесорот. Јас сум свештеникот. Денеска ќе расправаме на тема анализа на конфликтот Израел-Иран. Ова е многу жежок конфликт, кој што току се разгоре во активна фаза и мислам дека многумина од нашите следачи со интерес го следат овој конфликт, меѓутоа и пошироката јавност сметам дека нема јасна идеја што се случува или барем нема толку јасна идеја што се случува, затоа што ако ги следиме само вестите кои што ни доаѓаат во модерниве вести, може да се стекнеме со една погрешна идеја што се случува, а мислам дека со свештеникот ќе се обидиме да ја прошириме малку целата слика, целата анализа, да укажеме на големите фактори кои што се вклучени во овој конфликт, кои што се протега веќе илјадници години и кои што со ваквото образлагање ќе може да направиме една многу подобра и почиста, појасна слика за тоа што се случува. Дали си согласен, свештениче? Се согласувам. Јас би можел да дадам еден краток вовед што се случува деновиве за оние кои што можеби ќе не слушаат илјадници години од денес, чисто да знаат што се случува. Значи, во овој момент, односно пред неколку дена, Израел го нападна Иран со цел да му ја уништи неговата нуклеарна програма. Тоа е барем отворената или главната цел, меѓутоа мислам дека скриената цел е да го сруши режимот во Иран, под оправдувањето дека Иран се доближува до својата прва нуклеарна бомба, да речеме, или атомска бомба. Од друга страна, Меѓународната агенција за нуклеарна енергија изјави дека Иран не е на пат, односно ги нема средствата да произведе атомска или нуклеарна бомба. Исто така и Талси Габард, која што е дел од американската влада, од новата администрација под Трамп, исто и таа изјави дека Иран ги нема средствата за да создаде нуклеарна бомба, нуклеарно оружје. Од друга страна, Трамп многу неочекувано изјави дека не го интересира што изјавил Талси Габард и дека имал добри информации од Израел, веројатно, дека Иран е на чекор пред произведување на нуклеарна бомба. И сега ова е целата спрега која што се случува во Средоземјето, на планетата Земја. Израел го нападна Иран, го бомбардираше, го нападна со беспилотни летала, активирани од самиот Иран, од далечина, ги нападна многу од нуклеарните постройки, како Натанс, како тие другите. Од друга страна, Иран врати со ракети, беспилотни летала и балистички ракети исто така, од кои што поголемиот дел, мислам дека беа спречени од страна на железната купола, штитот кој што Израел го има, меѓутоа некои успеа да го пробијат штитот и паднаа доле на земјата, некои удрија и во доста битни згради, како Министерството за одбрана, како Центарот на Мосад и така натаму. Тоа се случува деновиве. Израел се обидува со сите сили да ги натера Соединетите американски држави и Западот како империја, да се вклучи во инвазија на Иран и на рушење на режимот. Дали ќе биде така, дали ќе успее во тоа, ќе видиме. Ете, тоа е воведот и тоа што се случува во моментов и сега би му дал на свештеникот збор да каже 2-3 збора за неговото мислење што се случува. Да, процесоре, ти многу убаво ги постави оваа шаховска табла, ги објасни иницијалните каписли кои што го започнале конфликтот барем сега во овој период, како довело до тоа и како се одвива и што би се случило воеднено. Јас би сакал во моето излагање да кажам две поенти. Првата поента ми е, која што ќе објаснувам понатака, првата поента е поврзана со тоа што сакам да кажам дека овој конфликт не е конфликт кој што се случил сега или кој што е конфликт на модерното време, туку тоа е конфликт кој што се одвива 3000, можеби и повеќе од 3000 години, нешто блиско до 3500 години во минатото. Ако така ги гледаме работите, ако ги видиме низ оваа длабока историска и цивилизацијска перспектива, тогаш многу тешко ќе ни биде
да извлекуваме некои површни заклучоци и да размислуваме во текот на денови, месеци, години, туку ќе можеме да размислуваме со текот на вековите и можеме да ги видиме работите од многу повисока перспектива. Тоа е првата поента, а втората поента е сакам да им порачам на слушателите дека кога се разгледуваат вакви работи и кога има вжештени глави, кога се работи за животи кои што умираат, кои што згаснуваат секојдневно, не треба да се избере тим, не треба да се навива, не треба да се оправдуваат активностите на која и да е страна, како само поради тоа што ти си избрал страна или поради тоа што едната страна емоционално те инспирира или па другата те нервира поради различни нивни размислувања и идеологии, туку работите треба да се гледаат од една надконцептуална перспектива или барем од една морална перспектива која што е нормална за еден човек од 21. век и треба да се гледаат во рамките на меѓународното право, што тоа право кажува, какви се неговите дозволи, неговите одлуки во однос на како треба да се војува и кој ги прекршил тие правила, меѓутоа исто така и кои се позадинските мотивации и на двете страни. Сега со тоа кажано, би сакал првата поента да ја малку да навлезам во неа. Значи, гледано низ една длабока временска перспектива, како што кажав, Иран и Израел не се само едни модерни држави, туку тие се наследници на древни култури, со длабоки духовни, со длабоки митолошки идентитети. Иран е наследник на Персија, додека Израел е наследник на еврејството, на целата таа еврејска цивилизација. И тие држави со себе носат големи, длабоки архетипски слоеви и тие со векови ги обликуваат регионалните и светските процеси кои што се случуваат. Меѓутоа, овие две империи, овие две цивилизации не постојат 100 или 200 години. Еврејството постои минимум 3000 години. Некои велат дека постои 4000 години. Додека Персија постои повеќе од 6000 години. Таа е една од првите цивилизации кои што се појавиле на планетата Земја. И тие со себе, нели, како што кажав, носат голема историја и голема традиција во однос на културолошки мемории кои што ги имаат во себе. Одредено убедување, одредени верувања кои што ги имаат во себе, одредено знаење кое што им е вкоренето во нивните начини на живот. Сега, ние можеме да кажеме секакви лоши работи и за Иран и за Израел, меѓутоа и добри работи, меѓутоа едно нешто што не можеме никако да го оспориме и на двете држави, а тоа е дека се древни и едниот и другиот народ е дефинитивно древен, за разлика од Америка, која што е стара кој на дедо ми шпајзот. Кај вакви држави не може да се оспори нивниот длабок корен. Што значи тоа? Тоа значи дека овој конфликт не е само прашање на површни интереси, секако прашање на интереси, на политички интереси, меѓутоа над тоа прашање е на визии, пред се визија за каков ќе биде поредокот на светот. Израел заедно со, како што кажуваш ти, Западната империја, заедно со Америка, таа представува еден западен модел на живење, каде што сакаат да доминираат со еден вид на технолошка и воена доминација, меѓутоа исто така се манифестира со еден вид на преголем индивидуализам, со плурализам, со слободарство, што се позитивни работи, меѓутоа исто така се базира на многу голема политичка манипулација и на многу високо ниво на психолошко војување со народот, кое што е длабоко негативен аспект. И исто така можеме да видиме дека
Израел заедно со Западот како соучесник не се противи на тоа да врши геноцид, не се противи на идејата за убивање жени, деца и така натака, што значи дека оваа западна империја или овој западен модел на владење користи секакви видови на средства за да ја постигне својата цел, поготово кога е соочен со многу голем отпор. Од друга страна ги имаме Иран, кој што не е светска сила, меѓутоа може да се каже дека е умерена сила и таа, како што кажав претходно, представува еден континуитет на една античка древна империја, меѓутоа и таа доколку ја има моќта да го освои светот или да владее како Америка, и таа можеби би била борец за еден вид на еднополност во светот. Едноставно само таа империја да владее, додека другите да не им се слуша гласот или да бидат угнетени и така натака. Меѓутоа, бидејќи не е толку моќна, таа ја завзема страната на мултиполарен свет, се бори за сите поголеми држави, па дури и помалите да имаат право на глас, што ги прави на правата страна на историјата. Меѓутоа, тоа можеби не е поради тоа што тие така сакаат, туку поради тоа што мораат, доведени се до таа позиција. Исто така тие се еден столб на антихегемонизмот, еден столб на отпорот кон оваа империја, западна империја која што доминира и која што на Блискиот Исток или на Средоземјето се манифестира со Израел и е длабоко конектирана со Израел. И исто така, јас според моето гледање, таа представува таа има поставено еден вид на месијанска рамка, еден вид на шиитско-исламска теолошка рамка на владење и не само владење, туку и начин на живот. Значи имаме судир на два концепта. Тука би направил една пауза да видам што ќе каже процесорот на оваа моја анализа, па ќе продолжиме со уште подетално објаснување на овој конфликт. Па јас во главно се согласувам со тебе. Тоа што јас го гледам е дека во основа тука има судир на цивилизации. Би било добро на кратко да образложам што мислам јас под цивилизација. Практично ако гледаме од аспект на спирална динамика, како што одиме по нивоата, нели почнуваме од едно животинско ниво, па после тоа прераснуваме на племенско ниво, кој што е првата заедница, па од племенско ниво се префрламе во кралство и народ, во црвеното ниво, па од црвеното ниво се префрламе во синото ниво, каде што имаме моралистичко однесување, каде што настанува бракот и каде што настанува почетокот на цивилизацијата и каде што настануваат царствата, односно империите. Па империите понатаму се префрлат во портокаловото ниво, каде што стануваат калкулантски, каде што ги интересираат добивка, профит, пари и ресурси и така натаму. Не морализираат веќе толку многу, односно ја користат маската на морализирање, ама практично во позадина сакаат да си остварат некои своји лични калкулантски интереси. Па потоа после портокаловата фаза завлегуваат во нова фаза, зелената фаза, каде што имаат, како да кажам, им се враќа на месијански дух од сината фаза, колективистичка, дека треба да наложат својот светоглед на сите, меѓутоа настапуваат многу попрефригано, да речеме, преку вредности и така натаму. И ова се конвенционалните фази. Значи, империите настануваат во сината и нагоре одат во портокалово и во зелена. После зелената навлегуваат во жолтата фаза, кога веќе настапува цивилизација. Според мене, тука е преминот од конвенционалните во постконвенционалните фази и цивилизацијата односно преминувањето од империја во цивилизација почнува во жолтата фаза и продолжува понатаму во трикизната и во тие што се нагоре. Некои цивилизации денеска се на нивото на трикизна. Некои цивилизации денеска се на нивото на жолта фаза. Што сакам да кажам преку тоа? Они што се во жолтата уште стремат кон тоа да го наложат својот светоглед и имаат месијанска некоја идеја, дека тие како цивилизација се најисправниот поглед на светот и дека тоа е тој поглед кој што треба целата планета, целиот универзум да го има.
Меѓутоа, кога ќе надмина таа фаза, заради XY причини, некојаш ќе добија ќотек, некојаш едноставно ќе се протегнат премногу и нема да можат да ќе доживеат натрешна криза, некојаш ќе доживеат и она што се вика инфлација на елити, Петре Турчин што го објаснува, тогаш навлегуваат и во трикизната фаза, каде што доаѓаат до една ситуација каде што викаат ние сме една цивилизација е поглед на светот, ние вака го гледаме светот. Еве, да речеме за Иран, односно за Персија. Ние сме една цивилизација, вака си го гледаме светот, Кина е друга цивилизација, така си го гледа светот, Русија е трета цивилизација, на друг начин си го гледа светот, Западот е друга цивилизација и сите ние можеме да живееме заедно. Тоа веќе во трикизната фаза настапува. Меѓутоа, за да дојде до таа, една цивилизација мора да помине жолтата фаза во која што верува дека е најдобрата и дека треба да си го наложи својот светоглед врз другите. И мислам дека Западот како цивилизација во жолтата фаза практично се уште важи империализмот. Значи, таа е уште преминот на империја во цивилизација. Уште не е напуштена империјалната матрица, да речеме, на гледање на работите. И тоа мислам дека Западот се наоѓа таму, Русија се наоѓа таму, меѓутоа Кина, Индија и Персија не се наоѓаат таму. Кина, Индија и Персија ги имаат надминато тие и заради тоа тие знаат дека мора да реагираат и војно се подготват затоа што овие други веќе ги изгазат ако не се подготвуваат и ако нема доволно одвраќање, да речеме, воено. Меѓутоа нивното подготвување воено не е да освојуваат се друго, туку нивниот аспект на гледање на работите е сите можеме заедно да бидеме иако сме различни. И гледам дека и Русија почнува да се префрла таму, меѓутоа уште не е таму стигната, уште е во една империјална фаза или на преминот, да речеме, во жолтата фаза. Тоа што гледам дека се случува е она кое што како што го кажавме Средоземјето, односно од Западот арогантно го викаат Блискиот Исток, а всушност тој не е Исток, тоа е Средоземјето. Оној регион Казахстан, Туркменистан, Иран, Афганистан, Израел, Сирија, Палестина, нели, сите тие делови, Ирак. Значи тоа е Средоземјето, тоа е средниот дел на нашата планета, нашето човештво, да речеме. И од таму настануваат првите цивилизации, како што знаеме, Сумер, Јакат и другите. И до ден денеска превирањето е таму. И тоа што го гледаме е она што Збигнев Брежински го објаснува во големата шаховска табла, која што ја пишува во 97-та година, каде што слично како и во шахот, каде што треба да ги контролираш, односно добра цел е да ги контролираш средните 4 полиња, како би имал многу по доминантна позиција на таблата, исто така и денешните империи и цивилизации се борат околу овој регион. И тоа го гледаме постојано. И сегде каде што се допираат империите, сегде има постојани превирања, војни, непотребни поделби. Една класична поделба е поделбата на муслиманите меѓу на шиити и на сунити, например. Тие и понекогаш до толку се поделени што меѓу себе се тепаат и се убиваат, а всушност доаѓаат од истата точка. Слична поделба е поделбата на семитите помеѓу денешните евреи, палестинци и другите семити, например. И тоа е една поделба која што настанува заради тоа што империите ги тегнеле на сите страни. Трета поделба што сакам да ја кажам исто така е Кавказот. Кавказот, Ерменија, Азербејџан, Грузија, исто така цело време некои тегнења имало тука превирање помеѓу Персија, помеѓу Турција, односно османлиите и Русија, и во модерно време Западот, и заради тоа тој регион е таков постојано со војни, со превирање и слично. Друг регион во светот е Балканот. И Балканот е исто така место каде што се допираат империите и цивилизациите, и заради тоа има постојани превирања, има непотребни поделби, имаш поделби на луѓе кои што зборуваат ист јазик, например како срби, хрвати, босаци и црногорци, а меѓу себе се мразат и неќат очи да се видат. Или еве македонци и бугари кои што реално се блиски народи, или македонци и срби кои што реално се блиски народи, а во минатото се тепале, се колели и така натаму. Значи, тоа што кажеме дека на кратко, каде се допираат империите и цивилизациите, таму има постојани непотребни поделби и превирања, и борбата е околу Средоземјето. Кој ќе го има Средоземјето како во шахот, тој ќе доминира на планетата. Може би Иран, Кина, Индија, Пакистан делуваат дека се поеволуирани, дека се веќе во виолетовото, затоа што се слаби и затоа што
самата реалност ги тера да бидат малце подобри, поморални, побалансирани во своите политики, за да можат да го придобијат доброто на својата страна, за да можат балансо да го придобијат на својата страна, бидејќи ја немаат силата, додека пак Америка и Русија се доволно силни да се уште се самоуверени дека можат да владеат и можат да освојат и можат да имаат одредена контрола врз светот. Меѓутоа реалноста сега е дека веќе не можат. Па, нешто е јајцето и кокошката, што е попрво сега. Прашањето е дали овие кои што мислам дека така ми изгледа, дека се позрели цивилизации, кои што се во трикизната и тут, она понатамошна фаза, може би тие едноставно доживеле толку многу порази што нивната ароганција морала природно да падне. И сега ако паднала, тие не се јаки затоа што немаат потреба да се јаки, затоа што не го осеќаат пориво дека треба да се наложуваат себе си на светот. Еден пример би кажал за таков стар народ и цивилизацијен народ е нашиот македонскиот народ. Ние тегнеме корени повеќе од 2000 години, нормално не сме истите македонци од пред 2300 години кога бил Александар Македонски и Филип II, меѓутоа имаме континуитет. И сега ние тогаш например сме биле со империални буквално ако гледаме по спирална динамика, Филип II бил крал во црвена фаза, а Александар Македонски бил цар и сакал цел свет да го освои, односно да биде империја, нели? И то буквално се качувале нивоата на спирална динамика. Ама после тоа сме доживеале многу порази, многу, како да кажам, сме се разводниле како империја, не сме консолидирале таа империја, дошла Римската империја, па не поробила, па настанале мешање, па настанала Византија итн. И ние како континуитет сме станале еден вид на стар народ, на стара цивилизација, македонскиот народ, кој што сега се седи, не сака го наложува својот светоглед никому, вика што не малтретирате, оставете да не радат, ме разбираш? Па слично на тоа мислам дека се однесуваат и Персија и тие некои постари цивилизации кои што викаат дај оставете не само не радат. Ајде, ако дошло до толку да се бориме, ќе се бориме. Слаби сме, ама ќе мора да се бориме, ама најдобро би било да не оставите не радат, да не мора да се бориме воопшто. Има место и за вас и за нас. Може би си во право. Мислам дека никогаш нема да ја дознаеме вистината, бидејќи влегуваме во време и влегуваме во ера каде што веќе освојувањето на земји, поготово на земји кои што се светски сили или па дури и умерени сили во светот, станува невозможно. Сега можеме да видиме, јас често кажувам, тоест така ми личи мене, дека обично ти си многу завлезен во војната помеѓу Русија и Украина, додека па јас бев завлезен во војната Израел со Палестина, со Газа, и често кога дискутиравме во различни групи, во различни форуми, па и во живо, секогаш ти ќе ги кажеше фактите и проценката твоја во однос на Русија, Украина, јас во однос на Израел и Палестина. Меѓутоа, факт е дека Русија не може да ја освои Украина, затоа што станува многу тешко да се окупира една земја, поготово една земја која што е умерено силна во светот. Доколку САД се обиде, не верувам дека ќе биде толку глупав, меѓутоа доколку се обиде да нападне Иран, ќе види целиот свет која е силата на САД и ќе види целиот свет дека е невозможно да се освои Иран и невозможно е да се освојат земји со таква сила, бидејќи едноставно влеговме во една таква модерна ера со такви оружја и со таква распоредба на моќта и на силата, каде што едноставно ако сакаш да твоето влијание да владее во светот, тоа треба да го направиш на еден културолошки начин, на еден духовен начин, на еден економски начин, меѓутоа не можеш повеќе воено да го направиш тоа, бидејќи станува невозможно да освоиш друга силна држава. Тоа од едната страна, од другата страна самата таа невозможност да освоиш друга сила го прави светот мултиполарен и почнува да ќе настапи еден вид на демократија во светот, бидејќи секоја одлука ќе мора да биде изгласана од сите големи играчи, ќе мора да се сложат, ќе мора да се постигне диалог, ќе си бидат кочничари едни на други, што значи дека ќе се кочат меѓу себе во однос на правење некои себични одлуки, себични потези, кои што ќе му сметаат на светот, и тоа ќе го носи светот кон едно подобро место за живење. Тоа секако е ако успееме да го поминеме
овој пробен период и да не се испоубиеме со нуклеарки, меѓутоа доколку успееме ќе можеме да завлеземе во еден убав период на живење каде што ќе има плурализам, ќе има повеќе пола, ќе може да се дискутира за да се стигне до решение, не може да се заплашува веќе светот со сила и со тоа мислам дека природно Обединетите нации ќе завземат една подоминантна улога во светот и ќе можеме да се доближиме до едно вистинско обединување на човештвото, не глобализам како што го представува Америка или Западот, туку еден вистински глобализам каде што сите цивилизации се почитуваат меѓусебно, па и дури малите држави, малите цивилизации се почитуваат меѓусебно. Тоа е едната поента од муабетот, која што убаво ја разглобивме. Тоа е дека конфликтов помеѓу Израел и Иран е многу широк и многу длабок проблем, кој што се провлекува со милениуми и кој што има многу длабоки и испреплетени проблеми помеѓу во самиот себе и не е тоа решение кое што ќе се реши со војна или решение кое што ќе се реши со некои брзи фрази или брзи решенија, туку е нешто кое што ќе се провлекува долго време се додека свеста на луѓето не еволуира во некоја иднина. Другата страна која што треба да завлеземе малце повеќе е оној проблем кој што јас го гледам кај луѓето кои што веднаш сакаат да си налепат некоја етикета, да речат јас сум за Иран, јас сум за Израел, јас сум за Америка, за Русија и така натака, и потоа да дозволат да бидат шлепани, да бидат возени од страна на тој фудбалски клуб кој што го избрале да игра за нив и да замижуваат на сите злосторства, на сите негативни, неморални работи кои што ги прави таа нивна страна, додека од друга страна да ги напаѓаат и најмалите грешки и најмалите пропусти на другата страна. Тука медиумите играат клучна улога. Ние знаеме дека Израел и Западната империја Америка ги контролира медиумите и затоа најчесто ги представува Израел како еден вид на демократска и напредна држава која што се бори за своето постоење, се бори против некои терористички закани. Од друга страна Иран е агресивен, нестабилен актер во регионот, тој се заканува на мировниот поредок и така натака. Меѓутоа, исто така има и медиуми кои што ова го представуваат тотално обратно и така натака. Меѓутоа, интелигентен човек на 21. век, кој што сака да размислува надконцептуално, кој што сака да размислува на еден модерен, нов начин, а не да биде воден од емоции, не да биде воден од фудбалски клубови кои што му кажуваат за кого треба да навива и да се радува на смртта на другите. Треба ова да го гледа од еден многу по-колективистички начин и од повисока перспектива. Не се работи за борба добро против зло или терорист против некој доблесен воин и така натака. Туку вистинските мотивации не се само мотивациите на елитите кои што ги владеат, туку и се работи за борба на конфликти, борба на идеи, борба на длабоки традиции. Од една страна луѓето во Израел и покрај тоа што владата на Израел изврши геноцид пред нашите очи и тоа е за осуда. Секој нормален човек тоа треба да го осуди. Ние не ги осудуваме евреите или израелците како народ, туку го осудуваме владата на Израел, бидејќи се дрзна да направи геноцид во 21. век пред нашите очи, и тоа е за секаква осуда. Меѓутоа, луѓето во Израел се борат за сигурност, се борат за идентитет во тој регион, се борат за опстанок. Луѓето во Иран се борат за достоинство, се борат да бидат независни од влијанието на Америка и на Израел. Се борат за една духовна автентичност, да може да си го практикуваат својот начин на верување, својата традиција без некој да им кажува, без некој да ги уценува и така натака. Потребно е да ги разбереме нивните стравови
нивните желби, за да може да се стигне до еден вид на вистинско разбирање. Во 2000 година, јас имам читано дека од 2000 до 2004 година, пред да биде убиен Јасен Арафат, имало обид начело на Бил Клинтон, тоа е интересно, или барем тој го започнал, бил иницијатор на овие преговори, почнало да се дискутира, да се пронајде решение помеѓу палестинците и помеѓу израелците на еден надконцептуален начин. За прв пат бил употребен надконцептуалниот метод за да се пронајде решение кој што и на двете страни ќе може да им се свиѓа, каде што ќе може доброто од двата света да се обедини. Имало многу голем прогрес, се стигнало до одредени договори, до одредени заклучоци, меѓутоа ненадејно запрело тоа преговарање, било прекинато од страна на Франција и од страна на Америка, а набрзо после тоа Јасен Арафат бил убиен, најпрвен или како демек умрел од срцев удар, меѓутоа потоа е откриено, постхумно е откриено дека бил отруен со полониум и така натака. Значи има некои сили во позадина кои што не сакаат надконцептуалноста да биде имплементирана, бидејќи тоа ќе значи крај за нивните шемирања и крај за нивното владење. Меѓутоа тие се борат против реката, се борат против ветрот, едноставно тоа е Божја волја надконцептуалната ера да завладее и не можат со тоа да се борат, едноставно ќе исчезнат и ќе бидат уништени од страна на времето. Да не било тоа решение и палестинците и израелците да ги оцелат од таму и да нема никој. Тампон зона. Сега ќе ве ставиме, израелците ќе ги ставиме во Америка, палестинците во Русија и ај. И ќе ве шалта. Види, ова последно што го каже е вистина, значи како што кажеш ти, има некои сили во позадина кои што едноставно не сакаат да се решаваат работите на постконвенционални, надконцептуални начини и со такви методи, затоа што тоа значи крај за нивните неизживеани, недозреани комплекси и потреби и желби. Во основа тоа е за нив, иако надконцептуалниот пристап е многу понапреден и многу по, како кажем, ги остварува вистинските интереси на сите, тој за нив е закана и без разлика што е подобар, тој за нив е закана и едноставно ќе се обидуваат сите сили да го спречат. Но исто така многу убаво кажа дека едноставно се борат против ветрот, односно против текот на реката на историјата и единствено нешто што може да го спречи тоа е нуклеарна војна. А ако продолжат конвенционални војни, мислам дека едноставно тоа не може да се спречи. Иако ќе има големи конфликти, ама мислам дека завлегувањето на општо целото човештво во постконвенционалните фази на жолта и трикизна и понатаму корална, мислам дека не би рекол дека е неминовно, ама знаеш како треба едноставно доволна маса на луѓе да навлезат во тие нивоа за да се направи целата промена. Не мора сите на светот. Некои може да си останат и како племиња да се живеат таму во Африка или во Јужна Америка, нема врска, никому ништо, нели? Меѓутоа кога ќе дојдеш до надконцептуалната фаза на трикиз, на жолта, па особено на трикиз, ти си викаш, па добро, нека се живеат тие во Африка како племиња, што има врска. Нека се живеат тие другите таму како кралства, вред, никому ништо. Само нека не прават штета. Тоа е работата. Сите да живееме заедно. Сега многу убаво кажа дека медиумите, особено кај нас, особено на Западот, се многу силно контролирани и сакаат да го прикажат Израел како единствена демократија, како единствена цивилизирана држава. И тоа има една многу префригана лоша цел во позадина, а тоа е да ги дехуманизираат другите за да се оправда војната против нив. Да ги дехуманизираат палестинците за да геноцидот биде всушност добра работа. Па тие се заостанати, тие се животни, па што, можеме да ги тепаме како што сакаме. И тоа е една префригана, една лоша малициозна цел со која што се шири таквата пропаганда. И таква пропаганда се шири и за Иран, односно за Персија. Меѓутоа, ако баш имаше еден прилог на Офнет, тоест 2-3 прилога на Офнет во последните денови, за тоа како се живее во Иран, и едниот беше како видео од човек од Балканов кој што патувал и за кого Иран и начинот на кој што се живее во Иран. Најпозитивно бил изненаден од сите земји во кои што бил, а бил во над 100 земји. Другото беше едно видео
човек иде на улица во Иран, не знам дали е Техеран, дали е некој друг град, и им вика на луѓето, сакате ли да одиме на кафе? И, значи, насмејани луѓе, не се забулени, некои од нив се забулени, некои не се. Меѓутоа, насмејани луѓе, срдечни, ќе го одбијат на културен начин или ќе го прифатат, или, значи, едноставно, тоа што го гледаме ние на телевизија и тоа што се прикажува е толку само еден малициозно одбран дел кој што врска нема со вистинската култура. Тоа, знаеш како тоа е слично како ги прикажуваа србите и како ги не прикажуваа нас кога беа војните во 99-та на Косово и во 2001 во Македонија. Значи, албанците ги прикажуваа како борци за човекови права дрнтањариња, а нас се прикажува како полуживотни нецивилизирани кои што сакаме да ги тепаме нив, да ги колеме и така натаму. Па истото го прават и со Иран. А всушност, еден човек кој што сака да види на вистина каква е ситуацијата, треба да развие еден имунитет на контролата врз информациите и да оди да се види сам. Затоа што тие информации постојат, тие видеа постојат. Работата е дека треба да одиш да ги видиш. Тоа е, знаеш, како со туѓа музика, не постои само западна, не постои само американска музика, постои пакистанска, постои кинеска, постои афричка. Само треба да ти текне и да одиш да ја видиш. Исто и со филмови, исто и со култури. Значи, постојат многу култури во светот кои што се различни и кои што не се агресивни, кои што се добри, кои што си имаат свој светоглед и поглед на светот. И искрено, гледајќи што се случи со Либија, гледајќи што се случи со Сирија, која што е една од најстарите цивилизации Сирија, гледајќи што се случи со Ирак, кој што исто така е ги држи една од најстарите цивилизации како Вавилон, Сумеријака и така натаму. Вистинска трагедија би било да го разрушат и Иран на тој начин. Да го направат, да го сведат од една своја цивилизација, едно функционално општество кое што има многу различни луѓе, има многу азери, има персици, има ерменци и така натаму, да го скршат и да го направат хаос, пустина како што е Либија денеска, каде што се тепаат меѓу себе, каде што се колат, или како Ирак, мислам, класичен. Тоа е било една таква трагедија, тоа е било таков еден криминал кон таа цивилизација, што искрено се надевам дека дури ако тргнат Западот да го нападне Иран, дека којначе ќе се скрши и таа негова ароганција тука ќе се скрши на Иран. Апсолутно, доколку исто така доколку САД проба или се дрзне да нападне Иран, конечно ќе се види дека ниедна суперсила или ниедна голема светска сила не може да освои друга сила, па дури ако таа е значително послаба. Едноставно мора да се сведат работите на диалог, на разговор, или на гаѓање со ракети од далеку, меѓутоа освојување надвор од муабетот веќе. Дури јас тоа што се надам дека ќе се случи е дека како што Западов ја поддржува Украина против Русија, дека така Русија и другиве, и Кина и Пакистан се јавува на страната, па и Турција се јавува на страната на Иран, дека ќе го поддржат во позадина и со оружје, и со техника, и со економски, и со средства други, дека ќе го поддржат Иран, ако случајно се дрзне Западот да го окупира. И дека, како што Русија има невидени тешкоти да ја освои Украина или да ја победи, дека исто ќе му се случи и на Западот. Апсолутно, апсолутно. Дури тука може да се стигне до едно ниво каде што нема да може ни да влезе, нема да може ни... Едноставно, за да можеш ти успешно да го нападнеш и да освоиш одредена територија од Иран, тебе ти треба една масивен напад, нешто слично како што е Д-денот, кога била нападена Франција, нели, тоест Германија, меѓутоа на територија на Франција, на Нормандија. Едноставно ќе бидат потребни такви масивни ресурси, поготово многу жртви ќе бидат потребно да бидат дадени од страна на Америка, што ќе биде невозможно, поготово Америка е демократија, каде што се слуша гласот на народот во голем дел и едноставно народот нема да дозволи такви жртви да се случат. Тоа што сакав да го кажам, исто така што ти го спомна за она медиумска психолошка кампања и психолошко војување, каде што се оцрнуваше палестинскиот народ, сега Израел, тоест Иран, предходно беше Србија и така натака, Русија. Ова е едно класично војување кое што, ако ја погледнеме историјата, колку Израел го користел стекот на
вековите, стекот на милениумите, бидејќи тој секогаш бил послаб од Персија. Многу пати еврејската цивилизација била освојувана од страна на Персија и за да може да победи, таа морала да користи некои алтернативни, можеби по-женствени методи на манипулација, методи на интегрирање на својата политичка желба или политички интереси во однос на во самата религија, во самите проповеди и така натака. И затоа ние не само што имаме во Стариот Завет некои метафизички, некои метафори како што се злото кое што е представено со Вавилон или со Багдад и така натака, меѓутоа тоа воедно е и еден вид на политичка манифестација каде што еврејската цивилизација сакала да го убеди светот, да му покаже на светот дека всушност Персија е злото, Персија е центарот на злото и така натака. Сега, она што е многу важно, како што ние неколку пати спомнавме, е да не се гледа овој конфликт како добри против лоши, да не се гледа како едната страна треба да победи, другата треба да изгуби, едниот народ не вреди да живее, другиот вреди да живее и така натака, едните се злобните, другите се добрите. Меѓутоа треба да се гледа како израз на еден поголем циклус. Доколку сакаме да размислуваме еволуирано, ние мораме да сватиме дека ова се работи, дека ова војна е пред се војна на идеите, војна на егото против некои колективни мудрости, војна помеѓу едноставно желбата за владење од една страна, која што долго време била манифестирана, била доминантна, и една новорастечка идеја, новорастечка желба за мултиполарен свет. Ова се природни процеси и покрај тоа што луѓе гинат и покрај тоа што овие војни може да се запрат и треба да се запрат, ова се природни процеси и треба да ги гледаме како еден вид на, ако го замислиме човештвото како еден вид на човек, како една индивидуа, овие војни се внатрешни конфликти, ова се конфликти каде што човекот размислува, има одредена криза во себе, меѓутоа ја надминува таа криза со текот на времето и станува подобар човек. Така треба да ги гледаме и овие војни. Од време на време ќе си удри по некој бокс со левата рака, па со десната рака, ама на крајот ти си од човек. Апсолутно. Некојаш мораш да си ја удриш главата од зид, за да ти дојде памет. Меѓутоа, доколку вака ги гледаме работите, доколку ги гледаме унитарно и доколку ги гледаме сите страни како страни кои што имаат своја вредност и како борба помеѓу идеи, тогаш не стравуваме да завлеземе во некои глупави размислувања, во некои лимитирани начини на размислувања и нашиот муабет нема да се сведе на кооперацијски муабет, каде што седиме и се мезиме и дискутираме некоја политика без да имаме вистински познавања, без да имаме длабоки познавања, умерени, балансирани познавања во однос на двете страни. Тоа е всушност надконцептуалното наблюдување, тоа е надконцептуалниот начин на гледање на работите. Чи без надминување на тие идеолошки матрици, без еден созрецателен однос кон настаните, ние ќе останеме заробени во таа циклична омраза, тоа лепење на етикети и шлепање на одредени начини на размислување, на одредени манипулации. Едноставно, вистинското гледање на конфликтот не се врши со заземање на страна, туку со гледање на целиот систем како симптом на човечка незрелост, како еден начин за човечка трансформација. Да, ќе останеме и дури мислам дека уште во најлош случај може да се испотепаме со нуклеарни оружја. Тога, знаеш како Ајнштајн што рекол, не знам со какви оружја ќе се води Третата светска војна, ама Четвртата светска војна ќе се води со камења и со стапови. Знаеш, некако изгледа дека ние технолошки израснавме побрзо неголи што израснавме од аспект на зрелост, од аспект на надконцептуалност.
мислам, индикатор за тоа е дека, особено Западот, кој што има нуклеарни оружја, ги користи нуклеарните оружја како заштита за себе, за да може да ја наложува својата волја на остатокот од светот. Што е едно тотално незрело гледање на работите. Значи, нуклеарните оружја треба да ги користи како одбрана, како самоодбрана, во смисла, оставете ме мене на рад да си живеам и тоа е тоа. Ако ме нападнете со нуклеарни оружја, ќе ви вратам со нуклеарни оружја. Или ако ме нападнете до толку да се сруши цивилизацијата кај нас или општо живењето, тогаш ќе ве нападнам со нуклеарни оружја. Ама до тогаш нема да се заканувам со тоа, нема да ги користам, нема да идам да освојувам други држави и да го наложам својата волја. Тука едноставно ќе ги користам само во одбранбени цели. Тоа е она ниво кој што треба ние како општо како човек, како човештво да го постигнеме. И времето на созревање е сега. Во моментов, како што речи и ти, во моментов се префрламе малку по малку во мултиполарен свет, во повеќе поларен, и тоа е дел од нашето созревање. Мислам дека тоа е дел од созревањето од жолтово тиркизно, повеќе поларноста. Меѓутоа, ќе има многу тензии, ќе има многу проблеми, ќе има многу, како кажем, абразивности, гребење, како вакви војни, регионални војни, војната во Украина, војната геноцид во Палестина, војната со меѓу Израел и Иран, други војни. И тоа што треба ние да се осигураме дека нема да ги злоупотребиме оружјата кои што ги имаме направени, кои што одговараат на едно понапредно ниво на зрелост, нема да ги употребиме со пониско ниво на зрелост, со опасност дека ќе се испотепа. И дека на крајот ќе успееме да го надминеме овој премин од жолтово трикизно и понатаму да се качиме уште погоре и да живееме многу помирно и посложно како едно братско човештво. Па мислам дека тука можеме да завршиме. Добра една надконцептуална анализа дадовме. Многу луѓе може да ни замерат дека не сме се занимавале многу со деталите, со какви ракети пуштил, кој е појак, кој е надмоќен и така натаму. Има многу аналитичари кои што се занимаваат со тоа и ќе ги оставиме нив да се занимаваат со тоа, а ние сакаме да ја дадеме една многу поширока перспектива, која што мислам дека ќе даде многу појасна слика за тоа што навистина се случува. Не дали Иран лансирал балистички ракети, дали поминале покрај железната купола и дали Израел ја бомбардирал Натанц или не. Тоа се детали во големата слика. Овој подкаст, целта на овие подкасти, на овие емисии е да ја покажеме највисоката можна перспектива и да пристапиме еден начин на наблюдување кој што ги интегрира сите аспекти во себе, а не да влегуваме во детали и да анализираме некои ситници како какви оружја биле употребени. Точно така. И со тие мудри зборови на свештеникот, сега ќе навлезам во краткото сиже. Значи, темата на денешната емисија беше анализа на конфликтот Израел-Иран, која што тема се прошири на анализа на практично на судирот на цивилизации кој што трае повеќе од 3000 години, и тоа што го расправавме е дека всушност во Средоземјето, а тој регион каде што се наоѓаат Израел и Персија, односно Иран, е средината на човештвото и од каде што поттекнуваат и најстарите цивилизации и до ден денеска се случуваат превирањата кои што ги гледаме. Значи во Средоземјето се случуваат овие борби и многу од, како да кажам, позаостанатите, помалку зрелите цивилизации и империи се надеваат дека ќе можат да го освојат Средоземјето со цел да доминираат врз светот, бидејќи се недозреани и бидејќи тоа им е една од главните цели што сакаат да ја постигнат. Меѓутоа тие што се позрели цивилизации и оние луѓе кои што можат да гледаат надконцептуално и по, како да кажам, холистички, сваќаат дека нема смисла таа обсесија со освојување и содржање на Средоземјето, туку она што го каже свештеникот дека се движиме кон мултиполарен свет каде што ќе можеме со надеж, нели, да живееме сите заедно, почитувајќи се како различни цивилизации со различни светогледи. Тоа е вистинскиот начин на кој што треба да живееме и тоа е вистинскиот вектор кон кој што треба да се движиме. Спомнавме дека има судирни цивилизации, спомнавме дека спомнавме исто така спирална динамика, кажавме дека сите делови, сите региони каде што се допираат цивилизациите и империите има вакви превирања, и исто така кажавме дека не треба да ги гледаме овие работи површно, туку еве во нашава емисија даваме една
повисока рамката, речеме, од која што може да се гледат истите. Свештениче, дали имаме некои практични или прагматични совети? Мислам дека имаме еден практичен и еден прагматичен совет. Најпрвен прагматичниот совет е тоа да не се гледаат овие конфликти и оваа војна како борба на добрите против лошите, туку да се гледа од повеќе поларен аспект и да се види дека и двете страни имаат своја смисла за своето завојување, имаат своја причина да го водат конфликтот и имаат право да живеат, имаат право на мислење и на постоење. Од ваков аспект на гледање на работите не можеш да донесеш површен заклучок или некој заклучок кој што е низок и не доволно морално размислен и преработен. Практичниот совет е исто така поврзан со овој првиот совет, а тоа е не ги суди работите, не чекај некој друг да размислува за тебе, не чекај некоја страна да ти каже како да размислуваш, не чекај некој медиум да ти го објасни како стојат работите, да ти даде некоја анализа, туку размисли со својот мозок и секогаш размислувај неутрално и секогаш држи се до она што е морално исправно, а како најврвна основа на моралот, земи го животот, земи го човечкиот живот. Тоа би било. Времето на криза е и време на можности. Цун Цу